Dobar vi den, dami i gospodo, poetesi i poeti, vljubenici na pišani zbor. Deniska sme tuka, so vas, novoj svetov den, Sveti Trifun i Sveti Valentajn. Da stavime na pjedestal večen, zborovidno sa za ljubov ta ni večna i vino to, da ni so sreća denot večen. Ova svetost je daruvame, napisatelkata i poetot, Zinka Trendovska, za nezinata nova knjiga Premrežija, objavena vo 2020. godina. To je zbirka na raskazi i eseji. Neživotni otpad, Lazarinka Zinka Trendovska, zakitena su monografski trudovi, Trajko Trendovski, monografija i pravoslavnata žena. 6 poetskih knjigi se vo nezinio topus. Patištata moji, duhoven bunar, bezgranično prostranstvo, beskrajnost i priznavam. Premrežija je novo to delo s 8 raskazi i 8 eseji. Po numerologijata, vo koja veruvam, to je brojotna beskonečnost. Likovite ne se fiktivni, ovo je realistična proza so visoki, vistinski ličnosti od životната stvarnost. Pišani od zbor je obogaten niz vokalite, instrumentalni oddel na rusko kulturno-umetničko društvo Slavjanka. Od umetničke trakovoditelj Olja Despotović, vo koje aktivno členuvaše so svojot vokal i našata Zinka. Prisatni sme vo kafuleto Roosevelt, vo koji se zapazeni site pravila poradi pandemijata so COVID-19. In blagodarime na domaćinite. Tuka sme zad kamerata so prekrasni od Nikodin Černodrinski, koji će go ovekoveći današnji od den. Poetesata, prozaistot i avtorot na premrežijata, Zinka Trendovska, so koje plovime niz delot na ljubovta, mirot i nadešta, vo smiren i nemiren, осознаем пат. Со рецензентот, поетот, член на Друштвото на писатели на Македонија, Горан Анчевски. И јас, вашиот модератор на денот, поетесата Лидија Лучко Јеремич. Свесност во подсвеста, перцепција, навидом на обичностите животни, осознајувања низ трасираниот пат, наречен живот. Богат колорит на простор и време, бројни ликови, корени, фамилиарни, монолог во себе, зборовидна екстаза за љубовта, двигателот наш, од самото ни испелување и растежот, формирањето, наивното, сокриеното, нешто, до болка, исполнетост на духовниот мир и љубов. Љубов.
го поканувам рецензентот и поетот Горан Анџевски да ни се обрати. Повелете, колега. Драго ми е, искрено ми е драго вака што се собравме, драги колеги и пријатели, да ја споделиме радоста за новото дело Премрежие на нашата колешка, писателката и поетесата Зинка. Јас напишав еден краток осврт, кој ќе ви го споделам со вас. Метафорично го насловив "Светлосни кули во ноќта". Книгата Премрежие е најновото успешно литературно дело на македонската поетеса и писателка Зинка Трендовска. Премрежие е книга интересни раскази и есеи, составена вкупно од 8 раскази и 8 есеи. Секој текст е посебна прозна целина, но карактеристично е тоа што тематски се поврзани со некои заеднички нишки. Авторката Зинка Трендовска човечки, топло и вдахновено раскажува за неколку достоинствени и благородни жени, карактерно, силни, храбро и истрајно застанати пред ветриштата на животот. Баба Лоза, Лела, Ана, Мија, Марта. Раскажува и за човечки судбини, и вистините животни приказни, за љубовта и човекувањето, свети и светли круни на едно човечно и достојно живење. Трендовска има тенденција да пишува реалистична проза, односно најчесто е прецизирано времето и просторот на случувањата и на страните за кои таа пишува, и ликовите не се фиктивни, туку вистински личности од животната стварност. Ќе наведам само неколку примери. Например, во расказот Баба Лоза дознаваме за животот на незината баба од Штип, вистинска хероина за почит и воскит. Родена во далечната 1878 година, доживеала 101 година, храбро и трпеливо, туркајќи го каменот на тешката живеачка во разни времиња, невремиња и премрежија. Била комитка, подосна ги помагала партизаните и отпорот, а пред се била голема мајка и човек. Во ликот на оваа македонска жена од минатите времиња, многумина ќе препознаат личности со своите мајки, баби, прабаби, кои биле столбот на семејството, но и стожер на нашата македонска опстојба како народ. И во другите раскази на Трендовска се разоткриваат животни приказни за незините хероини, за која таа раскажува со многу чувствителност, емоција, почит, воскит. Например, и по долго време од завршување на основното училиште Коле Неделковски во Скопје, со голема топлина во душата и искрена благодарност се сеќава за милата наставничка Лилјана Унковска, педагог и благородна личност, која мајчински ги подготвувала своите ученици, млади, нежни души, за предизвиците што ги носи животот. Освен расказ на својата незаборавна наставничка, и посветила и топли стихови каде што искрено се обраќа. Мојата наставничка, кревка, мила, мила и внимателна, не водеше по патеките живот што значат. Ти благодариме. Во расказот Нела воскитува човечка големина на главниот лик Нела. Нела е сираче, порасната во домови за деца без родители. Единствена утеха и друштво и представувале другарчињата од домот и искреното другарување со нив. Како возрастна и зрела жена, по напуштањето на домот, завршува факултет, се вработува и се мажи, добивајќи го своето првородено чедо Дарко. Потоа посвојува уште 4 деца и со тоа ја пополнува празнината во своето срце и душа, поради недостаток од мајчината љубов и грижа од тешките детски денови. Прави хуман подвиг на голема мајка и голем човек.
Во есеите Трендовска обработува комплексна тематика меѓучовечки односи и тоа нагледување низ една психолошка призма. Односите во семејството, брачните односи, пријателство, другарство, љубов, болка, отуѓеност меѓу младите луѓе и слично. Расказите и есеите се напишани во разбирлив, јасен стил, со многу чувствителност и мисловност. Напишани се со многу љубов и натопени со нежна лирика. Зилка Трендовска подсетува на светлините, на вистинските морални и духовни вредности во едно мачно и затемнето време во кое во мигот живееме. Од моја лична перцепција, незините раскази и есеи ги доживувам како вистински светлосни кули. Светлосни кули од светлозрачни, топли зборови, кои прозрачуваат и ја разнежуваат и пленат душата во вистинска смисла на зборот. Некое слично чувство имав кога ја читам и незината поезија. Затоа, на почитуваните читатели, најтопло ја препорачувам книгата Премрежија за прочит, за да ја споделат убавината на пишаниот збор, да докажам и даровит автор. Ви благодарам. Од Мија, при една нивна средба, разлетана како виор, му рече на Марко: ајде да летаме. Како? Како е тоа можно? А Мија проговори: прегрни ме чврсто, прегрни ме високо да летам со тебе, преку моите испружени раце. Те сакам ваков разлетан, развиорен и подвижен, да го фатиме небото. Па тоа не е можно. Не ми подрипнувај така, ќе ми ги изобкалкаш чевличките, нови се, штото ги купи под парите на татко ми. Не се глупирај, Мија, биди пристојна. И вечерта заврши ненадејно за двајцата млади луѓе, секој со своите мисли. Мија беше разочарана од овој поинаков пристап на работите кај Марко, неговата секогаш спремна сериозност во однесувањето. Па тие не се ни прегрнале во јавност, секогаш се коректни и живеат според правилата на околината. Таков ли треба да биде животот? Таков ли треба да биде животот по правила и секогаш по правила? Сакам да сум птица, да летам, да трчам и да се смеам гласно, громогласно, широко и заразно, да ги засмејувам другите, да ги нервирам ако треба, со мојата гласна смеја. Сакам да скокам и да лудувам. Сакам да играм тенис со Марко. Набавив таков прибор, а тој ми одврати дека треба да учи. Имаме наскоро испит. Па тоа не е љубов да живееш по правила и само по правила. Не. Не очекувам да ме разбереш. Не очекувам да ме разбереш. Помина љубовта во нашите вообичаени чекорења и грижи. И двајцата сме на крстопат, каде што ќе треба повторно да откриваме љубовта и за тоа секако дека ќе ни треба време. Тоа беше невозможно. Невозможно. Тешка, долга ноќ за Марко. Не ја разбираше содржината и сите напори да допре до Мија. Тие беа залудни. Немаше повеќе потреба од какви било толкувања и објаснувања. Колку и да сакаш да се поклопиш со ликот на другиот, не успеваш. Не. Јас сум тука, нова, обновена. Ќе имам нов ветер во грбот. Ќе му ја отварам
нова порта на животот и ќе зачекорам по нови патеки. Тоа ќе видам јас. Приказна за љубовта. Нашата љубов, недопрена, чиста, единствена, ми тлее во размислувањата. Не можам да заборавам, да разберам. Не можам да зборувам едноставно. Едноставно не гледам ништо поинако, поразлично, што ќе ја смени, што ќе преземе нејзино место. Постоеше, постои и ќе постои. Мислам дека нема поубаво, побезгранично и поблагородно чувство во себе, во тебе, од чувство за кога сакаш. Тогаш и облаците можеш да ги доближиш и сместиш во своите преградки. Допирот на мисочините ти е близу. Го имаш во себе и никому не му го отстапуваш. Има нешто скриено во твоите мечти. Нешто исконско и неверојатно. Зошто баш? Ти си создаден да го негуваш. Најблагородното во себе. Да љубиш. Да љубиш длабоко, неизмерно, благородно, безвременско. Да живее животот, да живее животот, да живее нашата љубов, која несебично ќе ја даруваме на секого, а сепак имаме се. Ја разоткриваме енигмата за надминување на болката. И сега можеме да чекориме понатаму, секој по својот пат. Си го сакам животот. Ја поканувам авторката Зинка Трендовска да ни се обрати. Повелете, мила Зинка. Добар ден. Најпрвен сакам топло да се заблагодарам на моите соработници, пошто во ваквото невреме што се случи овие последните 2 дена, успеа да дојдат, прифатија и посакаа да учествуваат на мојата промоција. Благодарност до Лидија како модератор кој што го осмисли настанот ваков каков што е. Благодарност до Горан за неговата рецензија. Тој знаеше и успееше да продре во она што психологијата на мојот начин на размислување на сите ликови што ги имав, затоа што сите беа вистински, приказните беа вистински, настаните беа вистински и умееше на многу интересен свој начин, свој својствен начин сето тоа да го презентира и да направи рецензија на мојата книга од раскази и есеи. Благодарности до Никодин што ќе во пакет ќе го спакува сето ова технички, ќе го обработи и ќе го имам за секогаш овој настан во многу драг спомен. Од книгата што ја пишував, јас единствено би сакала да одвојам некои моменти кои што мене ми оставиле голем впечаток. Како деца сите ние имаме некои омилени наставници, учители кои што ни ги дале првичните сознанија на животот и сме почнале врз основа на нивното воспитување, покрај воспитувањето на нашите родители, сме почнале да осозреваме, да растеме, да се развиваме и да ги добиваме првите поимања за животот и сите оние животни патеки по кои што ни се нижеле, по кои што сме се движеле. Таква беше мојата наставничка Лилјана Лубовска, која што ми остана во сеќавањето, така што Горан точно знаеше што сакам да напишам, нашиот драг Горан, што точно сакам да напишам во поимење на тоа кој е тој наставник што е за мене омилен и што многу остава печат во мојот живот, трака во мојот живот. Во врска со тоа би сакала да кажам еден дел од оваа книга во врска со сето ова. Секогаш имав одлична оценка на редовните писмени работи, така што наставничката и гласно ме потикнуваше и го потенцираше напишаното од мене. Со самото тоа ме храбреше да навлезам во светот на пишаниот збор и секако да оставам дел од себе во овој свет. За време на немирните детски години, кога како дете се двоумиш како да постапиш со случките и неуспешните збиднувања,
ја напишав песната Големо и празно ништо. Тоа беше во 7-о одделение. Со оваа песна која што ја напишав, мојата наставничка беше прилично вознемирена затоа што едноставно имаше некој инстинкт и се чудеше што е тоа што едно детенце од 7-о одделение зборува за ништо, за големо и празно ништо. Во врска со тоа би сакала и да ја прочитам песна. Тоа беше напишана во 7-о одделение. Се едно големо ништо, а сепак значи нешто. Сред јад, солзи и поглед на очаеност се лулеат нишките од жолт песок на оваа пустелија. Невидливи се конците на нивниот замржен сјај. Јато птици црцори на стреите од ваквата натаженост. Се зацрнува сводот на мислите долготаговни, додека далеку негде во ширината се едно големо и празно ништо. После литературната секција, каде што јас ја прочитав песната, а во исто време ми беше и во рамките на писмената работа, наставничката ме повика на разговор. Прашањето беше што се случува со тебе, која е причината да напишеш ваква песна? Јас одговорив: па наставничке, ми паѓа тешко да учам некои предмети што не ми се интересни, а морам. И секој ден се исто ми се случува. Постојано мислам дека стојам во место и се ми е ништо. Наставничката за момент молчеше, изненадена од моето детско размислување, а потем топло, отворено и со љубов почна да зборува. Ми зборуваше за убавината на нашето живење и сите едни патишта што треба да ги изминеме. Сите едни борби што не очекуваат и изискуваат од нас нивно надминување и еден вид победување. Во врска со тоа, наставничката со незините зборувања, со незиното објаснување, со незините поимења на тоа што сред нас не очекува и како ние да се бориме во нашите животни потези кои што ќе ги имаме во текот на животот, нашите искушенија, нашите размислувања, нашите однесувања и сето она што ни го носи животот, остави голем траг кај мене, така што јас напишав и песна за милата наставничка, што би сакала да ја прочитам. Мојата наставничка кревка, мила и внимателна, не водеше по патеките живот, што значат, и умееше со нас да го изведи вртлугот од немирните води на литературното растење, да ги осознаеме нашите први читања на романите, песните и збирките, дадени во прекрасни предавања, што не учеа за животот, новите напори што не водат за да го совладаме непознатото, од немирното растење до будење на новото и љубопитното тло на запознавање. Со твојата насмевка и спокој не донесе во мирното море и од нас создаде луѓе со сета зрелост и стремежот за ново дејствување. Ти благодариме. Тоа беше тој расказ што посебно ми е многу драг и понатаму исто така расказот за Баба Лоза. Поетот рецензент Горан го даде објаснувањето која е Баба Лоза. Тој исто така најде некои сличности во овој расказ, она што јас го очекувам и што го мислам за баба ми. Покрај љубовта што имав кон нејзе, таа беше мој воспитувач, освен моите родители се разбира, мој воспитувач, некој што ги негуваше животните традиции, што се трудеше да ми ги пренесе, така што до ден денес за многу случаи и настани во животот јас се сеќавам на нејзе. Особено со оглед на тоа што целиот живот бев поврзана со музичка дејност, пеев во хор, свирев на виолина кога бев мала 7-годишно девојче. Таа читаше, таа пееше многу песни, што јас на аудио снимки ги имам снимено и би сакала две да ви прочитам во врска со тоа. Едната песна се вика Овчар. На штипски се напишани песните, пошто потекнува од Ново село, на исто и јас сум родена во Ново село Штип. Овчар. Овчар в поле кавал свире, кавал одговара. Обрни се, моме, да те видам, белолико ли си, црнооко ли си. Нисам белолика, нисам црноока, нисам спроти тебе. Јас имам друго либе биволарче. Наредната песна за децата кои што многу се радувавме и се смеевме, сакаше многу хумористични настани да внесе во нашите во однесувањето, во нашите меѓусебни односи, таа ја напиша, ни ја испеа песната Магаренци. Затоа што многу сакавме животни, играчки собиравме, а таа ни правеше и од партали, кукли и така натаму, и сето тоа се многу убави спомени од детството. Магаренце. Магаренце свило шија ке си умре. Ако умре, нека умре. Ништо зијан ни бива. Главата на попо лажичарник, ушите на попо за лажички, забите на попо бројаници, очите на попо очила, кошата на попо за раце, нозете на попо патерички, опашо на попо за ладико. На крај да се заблагодарам на Лидија, на Горан, на Никола за
нивното учество во мојата промоција, за нивниот удел кој што го дадоа во оваа промоција, што е секако многу значајна за мене, и да посакам да имаме во нашите понатамошни литературни дружења уште многу вакви среќи. Благодарам. Ти честита, мила Зинка, уште многу дела ти посакувам во твојот поетски жар. Топло ви ја препорачувам, драги слушатели, новата книга од нашата поетеса и писател Зинка Трендовска. Ви благодарам. Мој наклон.